Јас сум сестра на Лазо Ангеловски од село Граждано през Палеринска околија. Сум 5 години од Лазо помала. А колку што се сеќавам јас на Лазо, беше многу омилен во фамилијата. Не само фамилијата и во роднините, и во пријатели, ба и во цело село. Зашто беше мирен он и не сакаш на човек да му наштети, уште од мал. Се му помагаше на помалите, на последи, се што било, се помагаше. А имаше многу омилено учењето, книгата. Дека и да одеше, без книга не одеше. Заврши училиштето, основно училиште, со успех. И пошто добро учеше, го испратиме во гимназијата, Валеринската гимназија, и таму учеше. И таму беше многу добар, ама и работеше во организацијата, беше активист. Додека он веќе разбра во гимназијата дека е организиран и го истера, го испиша од гимназијата. Татко ми, пошто беше во Америка на печелба, ја испрати таму пари, така го запиша пак и брат ми го заврши со успех гимназијата. За една година земаше 2 години и го заврши гимназијата Валерин. После брат ми беше тоа за италијански грчки фронт. Си дојде, пошто затворија, немаше што да прави, дојде во селото. Ние бевме емигрирани во Герман, во село Герман, пошто бевме на границата, до албанската граница. И дојде, после го се вратиме во селото, дојде и работеше на домашните работи, на земјоделските, и беше со младината организиран. Ама пак он сакаше да учи, пак сакаше нешто да придонеси. Беше организиран во младинската организација која тога постоеше. И се даде 44-та година, беше едно, се даде дали на новините беше пишено, дека кој сака да учи за учители, да оди во Костро. Брат ми, се сеќавам многу добро, со мајка ми го испративме. Викаме на место Грло, до таму го испратиме со мајка ми. Он рече, мајко, јас ќе одам, треба да ми дозволиш да одам да учам за учител, да предавам. Отиде таму, само што во Костро му река, само ако сакаш, вика, за грчки. Брат му рече, јас не сум, вика, грк, сум македонец, сакам за македонска школа да учам учител. И му река, ако сакаш така, оди си, вика. Ние па веќе те знаеме кој си. Пошто ние сме од револуционерна фамилија, од дедо ми, од чичко ми, и тие веќе знаем, беше познато. И вика, можеш да си одиш. И така брат ми си отиде, се врати од таму. Дојде дома и ни раскажуваше, вика, еве и тоа ми префрлуват дека сме од таква фамилија, зашто дедо ми, татко ми, во Солун ги има, беше познат како војвода во селото, и во Солун ги има во Едиколи во затвор, и таму веќе остана. Таму останаа коските. А чичко ми Петре, он беше исто војвода, ресенски војвода го има наречено. Ние пак бугарите го убија врховистите во 32 година. И веќе таму беше познато на грците. И брат ми не можеше веќе тоа да го трпи, и така си дојде, чичко ми беше тука во војското служи, чичко ми Атанес, којто беше од Емирхисар. Го повика, му рече дека тука има курсови за македонски учители, брат ми си дојде и имаше на курсо, беше во Битола. Учебната 1944 и 1945 година се назначија учители во селата на општина Љубојно, меѓу кои во село Брајчино дојде Лазо Ангеловски, младо, витално дете, нежно, русо, многу осетливо. Како учител, Лазо во Брајчино беше многу добро примен од народот. Наставно-воспитната работа ја обавуваше солидно
Покрај наставно-воспитната работа, тој работеше и со масовите организации, со Народниот фронт, со АФЖ, со НОМСАН, младината, со партиската организација соработуваше и како учител, како наставник и како општествен работник. Во наставата ги совладуваше пречките, немаше нагледни средства, немаше учебници, немаше тетрадки, моливи, ништо. Тетрадките што се добива се делеа на учениците, една тетрадка на 3-4 ученици поделимува. Моливите исто така ги делеме на 2-3 ученика. Инвентар во училиштата немаше. Мораме да ствараме заедно со луѓето инвентар. Така, Лазо беше како педагог многу солиден. Во сите села во општината, така и во Брајчино, се формираа аналфабетски курсеви. Во аналфабетските курсеви беа зафатени од најмалите до најстарите. И сите ги завршуваа курсевите со успех, за кое што на Лаза многу му се благодарни брајчинци. Првиот учител беше Лазо Ангеловски од Егејска Македонија. Во тоа време прв пат ние чуихме на свој мајчин јазик учител да дојде и да ни зборува нас и да не учи. Лазо беше еден многу современ учител, со тоа што од него ние многу брзо науковме, иако бевме малку и повозрасни ученици, бидејќи не затекна и војната. Лазо ќе станеше баш на ово место тука на балконот, ќе повикаше ученик, ќе оставеше на столо и ја умножуваше сликата на Тита од војната. Јас се сетвам доста со повозрастните младинци како ги викаше настрана и му покажуваше како е времето да се примат во скоевската организација. Селаните има донесено своја одлука да секоја куќа, било за ручок или вечера, да го поканува, а со стан си беше кај Германа Кожов. Лазо беше ето од тука, од преку граница, од село Граждено. Јас и тој прв пат кога се видовме, ми кажа дека е од Егејска Македонија, јас му реков, не си од Егејска Македонија, него си од Долна Преспа. Мајка ми е од Герман, баба ми беше од Герман и така добро се запознавме и секогаш зборуваше за слободата на македонскиот народ кој што се бореше на територија на Грција. Го изнесуваше теророт како го вршат над македонскиот народ. Ја сакаше слободата на тој народ и секогаш зборуваше за тоа. По завршувањето на школската година отидовме на курс учителски во Битола, го завршивме курсот летото, есента, Лазо не трогна со неговиот премештај за Битолска околија, беше преместен за село Смилево. Му приредиме испраќање во ова
моја куќа, сите колеги дојдоа тука. Што даде Господ, што вели народот, се ручавме и го испративме. Лазо го знам ја од 46 година, тој учител беше во Смилјево. Многу сакаше со мене да разговарат. И го гледа детето е многу вака напредно и ватрено и многу му беше криво за егејскиот крај. Имах една книга во времето и зедов вака, му ја дадов, ја погледа детето и ја зеде да ја бацуват како светците што ја бацуваат, нали, иконите. Молим те, рече, ќе ми ја даеш, другар, да ја прочитам. Драга волја му, ќе ти ја дадам. И ја држа човекот, може 3-4 месеци повеќе. И го праша, ако ти треба појте, држи ја. Не викат, ја викат се насладих на таа книга. Видов, зашто таа книга горе-долу на цела Македонија во турското време, кога што била Македонија, не како сега што е поделена. Во тоа време, нали, тука има податоци, војводите од каде се, што се, а повеќето, кажеш си, рече си, од егејскиот крај има повеќе, нали, тука е Васил Чекрайлов и други, нали. В 46 година во Скопје имавме прилика да се гледаме поначесто, заради тоа што тој беше во домот како васпитач во домот 11 октомври и мислам дека во домот за безпризорни деца и ние имавме прилика често пати да се гледаме со него. Он беше голем идеалист, така да секогаш на него му лееше на душа ослободување на тој дел на Македонија, егејскиот дел на Македонија, и стално збореше да еден ден треба да се оди во Грција и да се бориме за ослободување на тој дел на Македонија. В 47 брат ми се дојде во Грција. Беше првина на фронтот и после го повлека, работеше на просвета. Меѓутоа, он почна да организира курсеви македонски за македонски учители, кои тие учители што ќе излезе од курсот да може да работе, да ги учат децата на македонски јазик. Првиот курс го организира и беше во село Герман, а вториот беше во Желева. Заедно со неа беа Паскал и Фоти. Тие тројцата беа кои организира и што предава на гимназијата. Јас тоа време баш бев во болницата, зашто брат ми викаше колку што можеш треба да работаш, мораш да му помагаш, се што било. И во болницата многу пати дојде, еднаш дојде и ме зема ноќа. И вика, ќе одиме дома. Мајка вика плаче и вика сама останав. Ме зема ноќа, се распраша, дозволи директорот, ме зема, а видовме мајка на вечерта ноќта и се бали пас и отидов. И по пат ми викаше, вика, треба да учиш колку што можеш и да работеш. Мораш да работеш. Само се што ќе зборува, а после ќе ми викаше, отиде со мајка, нешто зборуваше со стрина ми, зашто сите беа во партизанството. Стријко ми беше, стрина ми беше сама и 2 деца имаше. И зборува нешто, му викаше на мајка, и мајка вика, гледај, вика, ова новината имаше парче новина. И вика, на ово, вика, парче, јат напишано за мене. Еве, вика, колку даве за мене пари. Само што мајка ми не знаеше да чита. И вика, гледај, мајка, вика, да им те фате, гледај си.
И се бали пас и отидов јас во болницата, таму работев. Првино во село Винини, после во село Орово и се преселивме, после во Нивици отидовме. Од брат ми идеше таму, даваше говор и во Орово и во Нивици. Многу го слушав внимателно, дури во болницата ми викаат тие сестрите. Леле, брат ти вика колку убаво зборува, сакаме да го слушаме. Он убаво зборуваше душа и некако со многу такво, со скромност на свој јазик си зборуваше. Јас заминав во партизаните, мислам се вратив пак во Грција, учествував во Демократската армија на Грција, во Гарегенската војна и 48 година во село Рулја една вечер поправо се спремавме за да заминиме за Грамоз, вечеравме на месечина надвор и кога ме викна команданто, вели, дојдите, вика, некој сака да те види. Кога отидов, го видов Лазо, се прегрнавме, се изненадив и тој се изненади што ме виде. И тоа беше последното видување со него. Јас заминав за Грамоз, тој, како што дознав, беше организатор на нов за тој дел на Егејска Македонија, тоа Леринско, односно Преспа. Дознав дека тој го организирал курсеви за васпитачи, односно за учители на македонци, на македончина, на деца кои се уште беа тогаш тамо. И јас 48 година во август месец по капитулацијата на Грамоз, ние се вративме со единицата и на Вичо дознав дека тој бил фатен во едно село Буф, одма до Лерин, малтретиран,